Уште минутка или две, па ќе преостануваат уж само 20 на минути до 22 часот. Еве време за нашата рубрика на одбрани теми од Вселената. Гости во студиото Мартин Стојановски и Зоран Милчевски, обајцата од Скопското астрономско друштво. Едно добре дојде за нив и еден поздрав, добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Обично тргнуваме во сите овие наши термини што ги посветуваме на настаните од Вселената со актуелни мигови, со актуелни настани. И секогаш Бога ми ги има, дали се тоа некогаш прелети на метеорски јата, на комети, на метеорски дождови или лансирање на некои вселенски сонди. Имавме нешто израелците, ме се чини. Иранците лансира сега скоро. Овој пат нашата идеја е да подсетиме на еден голем настан кој и денеска предизвикува контроверзни соопштенија, контроверзни размислувања. Станува збор за мисијата на Аполо од 17.12.1972 година. Оваа мисија беше со човечки екипаж и нејзината цел, задача беше слетување на површината на месечината. Денеска се контроверзни разговорите дали е тоа успешно обавено или тоа не е успешно обавено. Меѓутоа, еве, токму датата, значи за 3 дена, ќе биде 17 декември, пред некои, колку доаѓа 17 на години. Па не, од 72 година беше тоа. А тоа е повеќе. Да, колку, 36 години. 36 години. Се враќаме назад, повеќе. Да. Мартин или? Па Мартин, пошто Мартин и преда. Ајде, Мартин. Со четвртак се. Значи вака, ете, јас ќе кажам дека стојам на таа теорија дека човекот стапнал на месечината, односно дека преку тие дилеми и некои точки што ќе ги објасниме денес, ќе објасниме зошто, ете, научно е докажано дека и со сите тие податоци што ги имаме добиено, дека човекот навистина стапнал на месечината, за разлика од тоа како луѓето си мислат, односно дека има тие контроверзии, дека луѓето не стапнале на месечината, сето тоа е измама, дека е снимано негде во студио, дали во Холивуд или во некоја пустина во Невада во Америка и така натаму. Значи ќе ги објасниме сите тие контроверзии и ќе дособиме на некој начин зошто тоа е така или зошто пак не е, ако да одиме веднаш, нема одлагање. Јас еве да почнеме со едно прашање, значи, ако тоа ви помага. Штом постојат некои сили кои што ја оспоруваат вистината, доколку е вистина, како што Мартин ти еве тврдиш, тогаш станува ли збор за војување, станува ли збор за војна, за престижи, за... Значи вака, трката што била за одење на месечината била во голем дел ете и од таа борба што се одвивала помеѓу Соединетите американски држави и тогашниот Советски сојуз, односно таа студена војна. И двете нации се бореле за тоа кој прв ќе освои Вселената, за тоа што едноставно ќе покажеле надмоќ една на друга. Со развитокот, особено на војните, на ракетните мотори кои што се развивале, со тоа ќе се знаело дека таа сила е многу доминантна и можете да лансира, не мора за вселенски мисии,
али со помош на тие ракети се знаело дека можат да бидат искористени во војни цели, за да можат да се лансираат некои нуклеарни ракети и така натаму. Сега таа трка која што била помеѓу Америка и Русија се одвивала на многу полиња во вселената. Значи кој прв ќе отиде како човек, знаеме дека русите со Јури Гагарин се првите кои што успеале да пратат човек во вселената и да отидат и први на месечината, барем со роботски мисии, односно со сонди на Марс и така натаму на Венера, но за разлика од тоа не успеа да го пратат првиот човек на месечината што стапна. Сега зошто, како и кај нив се развивала таа програма за праќање на човек на месечината, но поради една голема катастрофа што се случила, односно експлодирање на една од ракетите, Зоки знае подобро, малце таа мисија се има одложена. Не, добро. Видете вака. Добро, таа неделината катастрофа од 24 октомври 1960 година и прераната смрт на Сергеј Королев. Мислам, тука се едни од главните причини. И судирот помеѓу Сергеј Королев и Валери Глучко околу тоа со каков начин на со кој мотор ќе се лета во вселената. Но она што сакав да го кажам, мислам, малце ќе се одвоиме од астрономијата, од оваа трка, затоа што оваа трка всушност представува еден политички начин, една политичка трка, и ќе објасниме некои други политички ситуации кои што немаат врска со астронавтиката, меѓутоа на некој индиректен начин сепак се врзани. Да. Пример да речеме како започна Втората светска војна. Втората светска војна веќе во јануар месец 1939 година сите знаеа дека Германија ќе започне војна. И сега нормално на самиот Хитлер него му требаше повод за да започне една војна. И он што направи? Зема пресовлече своји војници во полски војници, нападна еден пограничен гарнизон, си уништи своји војници. И таа снимка што беше снимена од тој настан ги даде во Друштвото на народите во тоа време, пошто нели Обединените нации не постоја. И нормално утреден или после 2-3 дена ја нападна Полска. Мислам, вакви политички ситуации во тоа време, поготово да речеме во Советскиот сојуз. Во Советскиот сојуз за време на владењето на Сталин, значи тоа се 25 години, во затворите имаат поминато повише од 16 милиона луѓе, значи повеќе, тоа се претежно све политички затвореници кои што поминале повеќе од 6 месеци во затворите. Значи, ако земеме само за пример, тогашна Титова Југославија од 53 година броела 14,5 милиони луѓе. Значи, може да замислите колку политиката била доминантна да се докажат некои идеи. Мислам, не е тоа само во Америка или во Советскиот сојуз. Себе и овдека, да речеме во тогашна Југославија и во Македонија. Пример не знам кога е пример Ченто да го земеме. Како е Ченто заробен? Заробен е дома, а утредената во весниците напишано дека он е заробен на на југословенско-грчката граница во пределот кај Битола, зашто сакал да побегне нели за Грција. Мислам, или измислен е Голи оток, нели од Едвард Кардель, од Августинчич, од Тито, од компанија, значи кај што поминале 50.000 луѓе кои што не се слагале со идеите на бивша Југославија. Значи, најкласичен пример што се однесува до светот е, мислам, крајот на Втората светска војна. Американците на 6 и на 9 август 45 година ги фрлија двете бомби. Сега, ако земете да прашате, мислам, зашто ни ги фрлија? Мислам, било кој воен аналитичар ќе ви каже што имаше потреба да се фрлат тие две бомби, која се знаеше дека Јапонија за 2 или 3 месеца најкасно ќе капитулира. Пораката беше, таа политичка порака беше упатена према Советскиот сојуз. Зошто? Зашто Советскиот сојуз, откако влезе во Берлин, 45 година, он се осоколи и а Европа не можеше да му се спротивстави реално гледано. Едина сила која што можеше да му се спротивстави беше Америка. И сега, за да застане у своите намери на освојување на Европа со комунизмот, американците ја фрли тие две атомски бомби за да му кажат на Советскиот сојуз затоа што ние имаме средства со кои што можеме вас да ве сопреме. Иако, да речеме, нели, после 3 години Советскиот сојуз ја произведува првата атомска бомба и првата зборови да ги со она што сакам да го кажам, самиот овој настан со месечината е чиста политичка работа. Мислам, ништо ново не се доби од месечината. Има знаме, нема знаме на месечината. Па не знам, знам има, се вее знамето таму. Значи вака,
една од тие главните теории кои што се објаснува за тоа, односно тие што го споруваат, како да ги наречеме, конспиративци или не знам, што ја оспоруваат таа теорија е тоа со веењето на знамето. Сега, се објаснува дека го поставиле астронавтите знамето таму на месечината и поради тоа што нема атмосфера, значи нема ни ветрови, нема ни ништо на месечината, а знамето сепак се вее. Но убаво се гледа на тие снимките што ги направиле астронавтите, односно што се снимат, дека знамето се мрда додека астронаутот го поставува, односно го забива доле во почвата. А инаку после тоа, откако астронаутот ќе се тргне од знамето, тоа слободно си стои во таа позиција како што е оставено. Значи, многу убаво се гледа дека воопшто нема некое движење, некој ветер кој што не постои на месечината и едноставно само е кажано колку да се направи уште некоја од тие многу што ги има. Во оваа битка на докажувања и оспорување, значено место зема како аргументи Ван Аленовите појаси. Па, добро, ова Мартин што го рече со знамето, мислам дека држи, зашто навистина точно е тоа, знамето се мрда само додека космонаутите го поставуваат, после тоа престанува да се мрда. А што се однесува до Ван Аленовите појаси, се мисли тука на третиот појас на радиација, кој што е некаде на околу 70 до 90.000 километри од земјата. И таму интензитетот на зрачење е толку големо да, пример, еве Чернобил, хаваријата после Чернобил е буквално играчка. Сега таму космонаутите поминуваат некаде 3 до 4 часа го поминуваат тој Ван Аленов појас. Сега во тоа време се појави еден критичар од Америка кој што велеше дека американците тогашните оддела, значи со тогашните оддела немале доволна заштита за да можат да поминат низ тој појас на радиација. Значи, он сака да каже, сите тие кои што поминаа, можеле да поминат, можеле и да се вратат, меѓутоа за еден краток период тие би починале. Значи, нешто слично како што се случуваше на околу Чернобил. Значи, само да кажам еден пример. Првите оние пожарникари кои што дојдоа поред Чернобил, зрачењето од самиот реактор беше некаде од 3.500 рентгена па до 35.000 рентгена. Например, 500 рентгена човек да зрачен за 5 сата, него медицината не може да му помогне, тој умира. А ваму у Ван Аленовите појаси тоа ниво се мери во милиони рентгени. Добро, нормално сега тие дека се заштитени и дека има тие оддела и свето, меѓутоа тие оддела не се доволни според тој еден критичар кој што после тоа од неразбирливи причини него го снема воопшто во јавност. Значи кога тоа го даде. Сега не знам, можда Мартин има нешто поише да... Што да кажам јас, значи добро, да, тоа зрачење го има поради тоа што тие Ван Аленовите појаси ја сопираат целото космичко зрачење, зрачењето што доаѓа од сонцето и едноставно се